Недоразбирањето кое трае меѓу Кривичниот суд и Врховниот суд повторно го одложи судењето за случајот Диво Населје. Откако двајцата председатели не можеа да најдат компромис, владата со одлука му ја даде на Кривичен да ја користи големата сала за процесот во кој има 37 обвинети. Сепак на новинарите, адвокатите и роднините денеска судската полиција на Врховниот суд не им дозволи да влезат со објаснување дека нивните колеги од Основниот суд не го организирале спроводот од ходникот по скалите до салата за судење. Додека новинарите и адвокатите одеа од еден судски влез на друг, во големата сала одложувањето го слушнаа само обвинетите и двајцата обвинители, кои излегоа од граѓанскиот суд, од каде и претходно влегле. Не, нас не пуштија, само адвокатите и семејството не беа пуштени. А зошто вас ве пуштија, бранителите не? Не знам, треба од судската полиција на Врховен суд не им дозволила да влезат. И сега судењето се одложи? Се одложи, да. За кога? За 6 јуни. Реагираат и адвокатите. Како што слушнавте и вие, а и ние адвокативе, дека наводно се одлага судењето бидејќи адвокативе не биле присутни во судницата. А и самите вие сте сведоци, бидејќи на нас не ни беше дозволено да влеземе во судница и уште чекаме. И не знам што е сценарието и не знам што се крие позади ово. Бранителите остварија средба со председателот на Основниот суд, надлежен за овој судски процес. Панчевски им објаснил дека ги презел сите мерки за денешното судење и оти бил затекнат од однесувањето на судската полиција на Врховниот суд. Слично образложение добија и новинарите, дека Основниот суд направил план и организација за денешното судење. На председателите на судовите и на судската полиција на Врховниот суд им беше препорачано донесениот оперативен план да го почитуваат и да дадат поддршка на судската полиција на Кривичниот суд, но ништо од наведеното не беше испочитувано од страна на Врховниот суд, стои во соопштението на судот. Од највисокиот суд со поинакво објаснување. Врховниот суд и неговата судска полиција нема никаква надлежност во однос на организацијата на ова судење кое се одржува во свечената сала на Врховниот суд, дадена на времено користење на Основниот суд за период од 6 месеци со одлука на владата. За транспортот и судењето на обвинетите се ангажирани голем број на специјалци и затворска полиција. Над судот надлетува и хеликоптер, а трпи и сообраќајот. Судењето денеска требаше да почне од почеток, иако стигна до половина, бидејќи се приклучуваат и обвинетите за помагање на тероризам.